Добро вечер, драги мои. Ова е нашето предпоследно неделно дружење за оваа година. Повторно сме во хотел Либеро и тука веќе се е подготвено за дочекот на новата 2025 година. Не постои друг начин да се стане успешен, освен преку јасно дефинирање на целите и вредно работење на постигнување на истите. Посветеноста и самодовербата се карактеристики на сите успешни жени. Нашата вечерашна гостинка верува во своите напори, способности и можности. Млада, упорна, силна и одлучна. Надица Захариева, менаџер на хотел Либеро. Наде, добро вечер. Добре ни дојде добро вечер во нашето дружење и добро не најде во твојот хотел. Добро вечер, Биле. Ви благодарам за вашата покана. Често задоволство ми е да присуствувам и да видам дел од другата страна на вашите подкасти, бидејќи на секој подкаст исто сум јас ваш дел тука, се трудиме да биде секако што треба, сите подкасти се снимани тука до сега, така да се надевам ќе имаме убаво дружење. Така. Наде, како и од каде да започнеме со твоето представување? Која е Наде Захариева? Така, да. Јас сум Надица, магистер по економски науки, магистрирам во Скопје. Работам уште од 16 години, уште на 16 годишна возраст, во 2014 година. Прво активно работев во Аполон кафичот, кафе барот што е долу, под ресторанот. Како шанкер, таму доста големо искуство здобив, со многу различни клиенти, со многу различен персонал, кој што сега работи до ден денес ги имплементирам овде во ресторанот, кој што исто така гостителство. И потоа 2020 година сум вработена во нашата семејна фирма Бон Доел Делчево, која што не е само овде со гостителски оддел, произведуваме флекери и фротирни производи, кои што до ден денес активно работиме и сме вклучени исто во тој дел заедно со мојата сестра. Сме вклучени таму, така да до ден денеска успешно работи, во повеќе од европските земји извезуваме, исто и на македонскиот пазар. Така да сега активно го работам исто така делот околу менаџирањето со хотелот, со хотел Либеро, кој што веќе една година работиме, така да успеавме да достигнеме целта да ставиме 4 звездена категорија во нашиот објект, заедно со ресторанот кој што ни е за настани за свадби, за приватни настани, кој што собира 420 луѓе. Имаме доста работа од различни сектори, секој ден ни е различен, интересно ни е, така да ја сакам работата што ја работам и ќе продолжам активно да учествувам во сето тоа овде. Иако ми одговори, сепак, мислиш ли дека добро се снаоѓаш во хотелиерството? Хотелиерството е една интересна гранка која што се уште ја запознавам. Една година, како што кажав, хотелот ни отворен една година, сосема нов хотел. Оваа просторија која што сме моментално и сега овде, односно ресторанот овде што ни е за свадби, било бивша Стопанска банка на времето. Постарите генерации ги знаат просториите кои што биле внатре. Јас не се сеќавам, но така мима татко ми кажувано. Овде биле шалтерите, а горе кај што ни хотелчето сега биле канцеларии за потребите на банката. Тие соби кои што ни се направени сега, можеме и да видиме слика во прилог од нашите соби, кои што ни се направени моментално изменето од сантиметар од како што било пред тоа. Така да јас бев цело време во градбата која што беше на собите, точно знам како и колку е напорно и колку средства и колку што многу треба за да се достигне до ова што сме денес и гордо можеме да кажем како јас како менаџер на хотел со 4 звезди во Делчево како мал град дека супер се снаоѓаме, дека имаме доста клиенти секојдневно, исто имаме многу забави, конференции, значи со хотелчето повлековме и повеќе конференции. Секоја недела имаме така по некоја конференција од различен тип кој што го работи. Кој ти е најсилен ветар во грб и кој најмногу ти помага и те поддржува? Многу интересно прашање. Покрај целата моја фамилија и покрај сите мои блиски што ме поддржуваат во работата која што ја работам,
Со сигурност без размислување ќе кажам дека тоа е мојот татко ми Зоран, кој што до сега во мојот живот во било кое време, на било кое место, во било кој момент бил позади мене, секогаш тука за мене, кој што ги следи моите чекори и гледа како се понашам. Понекогаш имаме различни ставови, што е нормално, што тоа е добро и позитивно и за мене и за работата. Така да супер се снаоѓаме како заедно како тим. Така да благодарна сум му за секој свој чекор што го направил во својот живот, за сето свое жртвување што се жртвува за сето тоа што го направил досега, пошто долга е приказната како постигнал сето тоа откаде почнал до тоа што е денес. Така да и јас и мојата сестра Кате сме му благодарни, така да со задоволство ќе продолжиме да бидеме да го работиме тоа што тој до сега го работел. А планирате ли подигнување на нивото на угостителските и хотелските услуги? Да, планираме апсолутно да одиме напред. Сега една година ни доста добар период ни беше тоа да се запознаеме со хотелиерството, бидејќи тоа ни е нова гранка која што ја работиме. Ни требаше време да видиме што е како е, така да планираме подигнување на нивото на угостителските услуги кои што ги нудиме ние во наш бизнис и во нашиот објект. Така да сите работи бидуваат полека, но сигурно сме замислиле доста проекти кои што се уште не ни се ни почнати, така да планираме со време ќе се средат сите работи. Да. Како менаџер на Либеро, што се разликуваш од другите менаџери кои се од таа област во која работиш? Уште од мала ме интересирала ова, како да кажам, интересна дејност која што баш јас сега работам. За разликувањето како менаџер треба другите луѓе да го видат тоа, да го кажат. Јас ја работам работата лично, оригинално, како што јас ја правам. Мислам дека се разликувам по тоа што трпението е цело време кај мене. Во текот на работењето трпението треба ностоп да биде присутно во мене, за да може да се средат некои работи, да не се избувнува во некои ситуации, да се знае, пошто ние гостителството е гранка која што работиш со многу луѓе, секој човек е различен, секој различен карактер, така да сум успеала досега да се снајдам во таа област, да знам со кого разговараме, да спомнам, например, разговараме за свадба, секој брачен пар и со неговата фамилија кога дојде, секој е различен, уште кога го објаснуваш тоа, кога почнуваш да правиш муабет за свадба, треба да знаеш со кого до каде можеш да одиш, што е нормална појава за сите. Покрај трпението исто така и мислам дека иновативноста е тоа што така на тој начин го водиме угостителството, што додаваме, што воведуваме доста многу нови работи, колку можеме толку, бидејќи секоја иновативност кошта и секоја иновативност си бара така одгледување сама по себе, така да гледаме колку што можеме да воведеме некои нови работи за да бидеме интересни на луѓето, да бидеме интересни на сите и ќе продолжиме така да работиме. Дали има добра заработувачка во угостителството? Па зависи од кој аспект се гледаат работите. Тоа е многу сложен процес. Нема посебен модел да речеме така и така, со тоа ми е таа заработувачка од угостителството. Угостителството е многу осетлива гранка. Можеби навидом изгледа многу лесно и не знам интересно да речеме еве ќе нарачаме една Кока-кола, ќе ја набавиме за 25 денари и би ја продавале за 70. Не значи дека ние имаме 45 денари заработка од таа Кока-кола. Значи тука има многу трошоци, како што се персонал. Персоналот знаеме и самите дека е многу тешко да се најде во секоја област, Делчево е многу мал град. Многу е тешко, посебно со келнери, шанкери, луѓе во кујна да се најдат, но среќа ние имаме добар тим. Еве сега таа година 2024 свадбите во што ги завршивме во летото, помина перфектно, помина супер. Има трошоци со персонал, струја да се плати, ДДВ, замп авторски прави, уште многу други сегменти кои што влијаат на цените, така да не може да се одреди дали е тоа добро или не, и не може по свадба или по ден да се одреди заработувачката. Значи тоа на крајот на годината, секој ден, секој месец
и секоја година е различна, така да работиме, се трудиме секоја година да бидеме се повеќе и повеќе успешни, така да се надеваме дека ќе биде подобро во иднина. На какви недостатоци наидуваш во текот на работењето? Во текот на работењето недостатоците не се многу присутни кај нас. Работната сила, како што е кај сите други, така и кај нас е малку потешка, но Хотел Либеро со неговото секојдневно работење има супер добар тим кој што си ги завршува своите работи секојдневно непрекинато. Недостаток кој што можем да го кажем кај нас во гостителството, посебно за нашиот хотел, е тоа што Делчево како мало градче има туристички атракции кои што можат да се посетат, како што се манастирот Света Богородица, Свети Илија во селот Звегор, Илин камен, паркот на пример. Но еве да речеме кога дојде група со бугари, да речеме, имаме доста клиенти што ни се од источните соседи, да. Така да доаѓаат тука со група и не прашуваат каде да одиме, и ние им кажеме атракциите кои што ни се близу околу нас, идат, но се вратат некако како не многу задоволни, како не многу не им било интересно, немале што да прават таму, идат, видат, ама нема што да се прави. Мислам дека тоа е некој недостаток за угостителите, посебно за хотелиерството како кај нас и за туризмот во Делчево треба да се направи некоја интересна туристичка атракција или да се дополнат тие некои работи внатре, да се стави барем нешто плюс интересно, што луѓето да прават внатре, кога идат, мислам, било каде, да им биде интересно, да има што да видат, да сликаат, да си го пополнат времето. Тоа значи многу често ми се случува. Да не бидам погрешно разбрана, сите атракции кои што ги имаме низ Делчево се доста, многобројни се, ги има многу, супер се, но фали мала финеса, мало делче кој што треба да се како апдейтира, да кажем, да се додаде нешто, за да биде интересно уште повеќе за луѓето, за странците кои што доаѓаат тука, да има повеќе посетеност со тоа што ќе има што плюс што да прават. Инаку имаме доста атракции кои што се во Делчево и во околината на Делчево што се интересни, но треба некоја финеса да се додаде плюс за да бидат уште поатрактивни. Така. Покрај тоа што имате гости од соседна Бугарија, дали имате гости од други држави? Апсолутно да. Кај нас има повеќе категории на луѓе кои што престојуваат. Тоа се нашите гости, нели, од соседна Бугарија. Кажувме, си доаѓаат тука да се рекреираат, да јадат, да им е вкусна храната, да си пазаруваат нешто и да си одат. Другата категорија на луѓе ни е гости што ни доаѓаат од компаниите што се од Делчево. Им благодарам на сите кои што ни веруваат и кои што имаат верба во нас, кои што закажуваат нивни партнери од странство. Имаме доста гости од сите европски земји скоро, па и од други земји од светот. Често што доаѓаат. Така да, тоа е другата категорија и третата категорија ние исто така сме активни на Booking. Ние сме имаме доста интересна местоположба, бидејќи сме на средината помеѓу Скопје и Софија. Луѓето кои што се рекреираат со велосипеди или со мотор или било како, што се од различни држави, кога отворат на Booking да направат одмор помеѓу Скопје и Софија, да речеме, или други градови, различно доаѓаат од било кои места, така да прават кај нас одмор, прават пауза, преноќеваат овде, си доручкуваат са бајле и потоа продолжуваат дали за Скопје, за Софија или за некое друго место. Така да исто често ни се случува и таква клиентела да имаме, доста луѓе доаѓаат, така да разновидно е, секој ден имаме различни луѓе. Твојот коментар за се помасовната посета на нашите соседи од Бугарија? Мојот коментар е сосема позитивен. Ние сме многу задоволни од наша гледна точка, од наша гледна страна. Имаме доста гости од Бугарија. Сите гости кога дојдат тука кај нас, за прв пат им покажеме што е, како е, им ја дадеме услугата која што треба да им ја дадеме за 4-звезден хотел. Си поминат дали на 1-2 дена. Бугарите доаѓаат тука најчесто, како што ги прашуваме кога разговараме со нив, вкусна им е храната кај нас во Делчево и кажуваат дека има малку поевтино за разлика од маркетите кои што пазаруваат таму кај нив. Доаѓаат тука да се прошетаат, да јадат добра храна, да си поминат убаво и се враќаат наредниот ден.
Сите кои што дошле тука се многу задоволни, значи сите коментари кога се тргнат се супер, тоа и за нас е позитивно многу, значи ние се стремиме секогаш кон се уште поголем квалитет да дадеме. Така да се враќаат и по втор пат, и по трети пат, имаме и клиенти кои што секоја сабота ни се овде, им се свиѓа нашиот начин на работа, како ги услужуваме, така да супер позитивно. Зошто избра да го продолжиш семејниот бизнис, а не одбра нешто друго? Па искрено да ви кажам, не сум ни размислувала да одберам нешто друго. Бидејќи уште од мала сум воспитувана и живеев со таа семејна работа која што работат и мајка ми и татко ми заедно. Тие како тим се супер служуваат до ден денес, така да и јас и сестра ми уште мали го гледавме тој труд и напор кој што татко ми со вечери одеше по други држави да бараат клиенти, да ги пласираат нашите производи. И уште мали ја усетивме таа потреба дека семејниот бизнис, тие што го двајцата работат, дека тоа е многу осетлива, но многу добра работа, бидејќи се сплотени заедно еден со друг и цело време си помагаат блиски луѓе. Така да, уште од мали, па потоа средна школа кога бевме овде, уште тогаш ми се јави желбата дека јас ќе си бирам тука. Така да после со факултетот се запишав во Скопје, дипломирав менеджмент и потоа магистрирав на областа маркетинг. И така полека почнавме да работиме тука и се уште сме, така ќе кажам, на некој почеток се сметам, за да направиме колку што може подобро тука. Да. Сигурно си била во можност да заминеш во странство. Зошто одлучи да останеш тука? Да, првата можност која имав да заминам во странство беше магистратурата да си ја продолжам во Италија на Универзитетот Бокони во Милан. Многу навлегов во таа апликација која што ја пријавив таму да ги завршам моите постдипломски студии таму и планирав да бидам таму некоја 1-2-3 години за да исто пак на областа маркетинг, но пак ме влекло нешто за тука да биде. Сакав да земам од таму некое искуство, но пак да го вратам тука. Но со самото работење, јас и додека бев на факултет, јас нон-стоп си бев тука, нон-стоп работев. Ни еден викенд не сум останала во Скопје, да речеме, со моите факултетски денови, нон-стоп ме влечеше нешто да се вратам тука, цело време си бев тука. Така да сметав дека ако идам во Милано да бидам таму, да, ќе научев нешто доста многу од тој универзитет таму и од целото тоа општество таму во Италија, како и јазик и се. Но сметав дека ако идам таму ќе биде погрешна опција за ќе го изгубам времето, како да кажам, ако идам таму, за да не продолжам тука нешто да направам. Но како е така, може би требало, може би не, како е што е, си се запишав исто пак во Скопје на фон универзитетот кај што дипломирав, таму и магистрирав, така да исто таму беше многу добро, со доста добри професори, си поминав супер, така да тоа ми беше мојата прилика за да бидам во странство, инаку друго остануваш тука. Да. Постои ли некое здружение за сите вас кои што се занимавате со хотелиерство и ugostителство кај нас? Не постои такво здружение. Има ли потреба? Па мислам дека има, убаво е да постои, само не знам како тоа би се одвивало, убаво е некој да го поттикне тоа, да почне да го направи, со задоволство би прифатила и би била активна во тоа нешто. Што би им порачала на сите жени кои што сакаат да започнат свој бизнис, а сепак се плашат или си наоѓаат изговори за да не почнат? Би им препорачала на сите да си ја следат својата интуиција. Тоа е многу важно, бидејќи секој си има различни цели во животот, секој си различно гледа на работите, така да јас како млада жена предприемач што сум моментално овде, би кажала дека сум супер задоволна, нема потреба од никаков страф, нема потреба од никакво плашење, да речеме. Дури жените, ќе кажам дека во некои работи се многу одлучни и силни во нешто што работат, така да мислам дека тоа е
не треба да се плашат во ништо, треба да си одат напред, да си следат својата интуиција, да си бидат оригинални самите по себе и да си одат напред. А што би им порачала на сите млади од нашиот град кои што планираат да се иселат или веќе се иселиле? Да, таа тема е многу незгодна за зборување. Исто како што кажав за жените, така ќе кажам и за младите што одат во странство, секој си го планира својата цел во животот. Не може да се каже дали е најдобро да останат тука или да одат во странство. Кај нас е многу тоа е како тренд сега станато кај нас баш во нашиот источен регион овде. Е станато како тренд сите да одат, не сум за тоа, криво ми е зашто тоа се случува, бидејќи во Делчево или во другите мали градови или било како, има многу опции кои што може младите да заработуваат дали од онлайн опција од дома да си бидат, доволно е некој курс да посетат и потоа да си најдат сами своја работа, но треба да работат на случајот за да си најдат. Но тоа е што е, како е, би препорачала прво да пробаат овде, ако не било тука, тогаш да одат надвор. Да. Твоите идни планови? Моите идни планови се многу. Планирам доста работи во иднина. Цело време сега сме во раст, како да кажам, уште сме на некоја почетна фаза. Животот е пред нас. Јас имам 26 години, сестра ми има 29. Така да ние и двете се стремиме кон уште поголем успех, гледаме иновативни работи да воведеме во секој сектор од нашите бизнеси, така да се трудиме колку што може да допринесеме, така да имаме доста други планови на различни места, бидејќи тоа е многу добро што ете пак ќе го спомнам татко ми што уште пред 10 години сметал дека нели има една економска златна поговорка, не се ставаат сите јајца во една кошничка, туку ги поделил работите, ги поделил бизнисите, за да може да се заработуваат повеќе места, да не биде само на едно место. Така да се стремиме исто и ние да биде така, секој дел да се држи и се обидуваме да биде се во ред во иднина. Што очекуваш од новата година за самиот крај? Од новата година на животен план очекувам како и за мене, како и за моите блиски, така и за сите други. Да има здравје, да бидат живи и здрави, да биде се добро, да бидат уште поуспешни во наредната година. Сите планови секој што си ги има замислено да си ги оствари. Јас се радувам на секој успех на сите луѓе, значи секој што успее ми е мило. Исто така и во Делчево на професионален план да речеме, секој што успее од млади луѓе или било како ми е мило, пошто се нешто развива, е супер се. Така да очекувам, еве пак ќе кажам, на професионален план овде кај нас во ресторанот организираме дочек на новата 2025 година. Нашиот капацитет е 450 гости, заедно сега со новата тераса што ја отворивме, така да веќе сме при крај со капацитетот, има уште некои 20 места останати, но пак е нели блиско има уште 10 на дена, така да со сигурност ќе се пополни, ќе биде супер и очекуваме да биде добро. Наде, ти благодарам за овој разговор, ти посакувам многу успехи, многу радости и на тебе, многу успехи на Хотел Либеро. Ние продолжуваме да се дружиме и да снимаме од овде. Задоволство, да. Па се надевам дека повторно ќе разговараме па на друга тема. Така, ви благодарам и на вас уште еднаш на поканата. Се надевам дека ќе имате уште многу подкасти. Не го прекинувате тоа ви е супер, така да доста сте гледани и ќе бидете уште погледани во иднина. Така. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Се дружиме следната недела. Имајте убава вечер. Поздрав.